Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Подготвени ли сте за нов предизвик? Ивана и Светла ги одмеруваат целите во возбудлив надпревар во куглање. Која ќе однесе победата? Ве очекува и вкусен, медитерански рецепт што се подготвува брзо и лесно. Идеален за здрав оброк. А ќе ви открием и ефикасен третман за масна, затегната и здрава кожа, со помалку масни наслаги и секако повеќе самодоверба. Не пропуштајте, уште едно интересно издание исполнето со надпреварувачки дух, здрави навики и корисни совети. Така е, Ивана и Светла идат една наспроти друга. Денешното издание на Диетално максимално го започнуваме со уште еден нов предизвик во куглање. Се надевам дека и денес сте расположени за добра забава и вистинска дружба, како и ние тука. Женски, видовте што се случува изминативе денови. Се надевам дека никакво искуство од претходните кандидатки собравте. Одлично. И сега сте подготвени? Да. И двете некако спремни вака, ратоборни, мислиш на порење клиенце? Идвај чекаат да Да, ама почнат. погледите, пази ми, ги види. Да те кружаме. Ај. Тоа е тој спортски поздрав. Пазете се оваа емисија, тешко ќе биде. Правилата важат само да се договориме исто. Иванче, Нема тепање? значи нема тепање, добро. фер игра, 20. Ќе издржиме? Што е 20 за нас? Сигурни сте? Добра. Ивана и Светла, спремни ли сте? Да. За оро или за куглање? За куглање, за све. Добра. Они се женски за се, како да ти кажам. Да, лавиците на Вака. сезона 3 диетална максимална. Ајде! Идеме? Може да стартувате женски. Светле, Ивана, Едната се пати за жултата, другата за зелената кугла. Ивана, Светле. Да видиме. Светла вака стартно добро. Јас се сетирам со Да види како се почеток. Ивана почетокот нека ни тоа обесхрабрува. Ни второто нема да се храбри. И второто нема нормално. Чекај. Мора прва вак. Ева Светла, види. Браво, Светле. Браво. Одлично. Зелените ги си ги Гледаш дека не требаше да обесхрабрува? Зелените. Оно што приметив по вчерашниот ден, Попалека. двете играат со жултите, Така. а сега па денеска играат со зелените. Бидете внимателни. Светла малку смени боја, додека Ивана се уште станува на зелената, да? Само и за Светла и за Ивана важиме, Одлично. молам, значи бидете внимателни топките кога ги фрлате да не тропате долу, односно да не ги Ти не учиш за топки Да ни ги распадат со Да, сините. Она не топките учи во така да ги Синерджи, лупаме. овие во кугланата Борис Трајковски не се исти. Така, нежно со нив. Зборете и. Одлично, браво Ивана, браво Светла. Браво. Одлично. Ајмо нежно, најнежнije. Нежно. Бидете внимателни. Ивана, тебе ти е 7, а на Светле 6. Ама ја лупнав. Марија, не е Ивана, убаво така да се концентрација. смееш. Добра е. Ивана, имам чувство дека го научи теркот. Светле, концентрат. извинувам. Мислам дека Вики и Јана седнале овдека, да не кажам како бабички и китат. Значи, ајде Светла, малце чинам боле. дека ги штедиш ноктите. Ама ја викаш како Ги за на грешам? кафе, не Не за ги штедиш. Слушај го поискусниот. Ета, Ивана, браво, Ивана, браво. Ве. Одлично. Дури 4. Ивана, да не спиеше вчера тука во Кугланава. Не. Пошто знам дека мислам ти дека- ме будна. Дека земала
часови приватно се Да, подготвувала за денеска. Да. Па, отиде. Не ја брат, Леки ми вака пути, како јас. 3 Спада дека Ивана. наша боја е зелената боја, на емче бојата. Те, па, отиде напак. Нече среќу. Ивана, да не Не требаше се малку да наđe ова. почекаш, а? Да. И не ми го ни рачунаш. Малце брзаш. Не ми го ни Па, рачунаш. отиде напак, види. Искористи. Да, не го Уште по рачунаш. 10. Се извинувам, Светле 9 има. Ево моментот, видете Ивана, опа, браво. Па, отиде таму. Светла е малку... Не бе бива. Тоа како да кажам... Ајде, не ме пива како. Ајде, Светле, браво. Фокус. Пак ќе отиде натак. Ништо крајот не го бива. Ајде. Да се смениме со местата и ми на Светла да и тргне. Ајде. Мислиш дека е до мене? Да, мислам дека ти си маларот. Па, сега десно ќе отиде. Ништо. Ангица, мислам дека е и до мене и до тебе. Ајде, мога преферите за таа страна. Мислам дека... Еве, гледаш? Гледаш дека смени страна и на Светла и тргна. Гледаш Светла? Браво, Светла, браво! Светла, до мене е да знаеш. Сите ги погоди. Анкица, дефинитивно до Ивана, тебе. извини вака. Ако извината. Да идам ја таа страна, Ивана. Молим, дај ги се врати за да можам кај да стоеш. Чека малце да... Сега па ја утврдме. Светла, ева до оваа страна, ќе стојам за да следниот пат ги погодиш. Ајде. Ева, гледа. Ева, стојам тука. Ете, за малку. Треба посилно да треба чина да има да ги бутне. Немам среќа. Добра рука. Дека жута ќе земе сега. Нема на посилно. Светле има уште 3. Ивана, концентрација. Ивана има уште 4. Ајде, Светле, Ивана, браво! Браво, Ивана! Браво, Светла! Добра е! Едно остана. Диетална, максимална, диетална, максимална. Добро е се. Бе, диетална, ја не можам да видам за Само неја. па да Се враќате во форма. Ајде, Светла. Светле уште 2. Ивана уште За малку го смени правецот. Чекам. Ништо. За малку. Ивана ги поремети. Ајде се, Ивана. И Браво, последната моја одлично. топка. Едно, ама вредно. Ајде, Светла. О, браво, 3. Светле заврши. Има 32 погодока. А Ивана тука Односно 56. 32 кугли соборени. Да видиме Ивана. Ивана има уште еднашка. Што 2 пати. Уште еднашка. Не, 19, 2. Ајде Иванче. Е, 57. Тоа дека сите бевме сконцентрирани кон тебе. Браво. Тоа дека сите гледавме. Па добро, Ивана, 57 со само 57 погодоци. Победа. да. Ивана, честитки. Благодариме. Честитки. Дали си Честитки честитавте? и од мене, Ивана. Благодариме. Ивана, некоја тајна таква да ни кажеш која ти беше стратегијата во Само Што е вежбање. тајната? Чекај. Што е тајната? Да не видам јас таму да... Да, тоа го приметив, нели? Зелената е селектна боја, дека на нашиот коуч е селектна боја и омилена боја. Аха. Да се користат зелените потоци. Со жолтите пробав на почетокот, утнав. Значи ние се државме на бојата, идевме на принцип на среќа, среќата не послужи со бојата. Тоа е тоа. Добро. Светла? Ја ќе кажам дека Ивана намерно ме урочи за да победи. Ама ја поплюкава да се важи тоа. Ама нема веза, ова е само игра. Подобриот победи.
така да ќе вежбаме Тебе ти подобро 2:11. и пак ќе се надпреваруваме. Утре имаме финале, знаете? Да. Значи, трите против трите ќе играте. Опа, бато. Иако до сега како били оваа нивела, само малку изби. Во понеделникот победи Вики наспроти Марија, во вторникот победи Бети наспроти Јана, денеска Ивана наспроти Светла, а утре ќе видиме дали екипата на Диетално или екипата на Максимално. Така. Видиме утре. Чао. Поздрав во сите гледачи на Диетално Максимално. Повторно во трпезарија ќе ви представам класична летна салата, грчка салата моментално. Потребно за тоа ви се домат, пиперки, краставица, кромет по избор, сирење и маслиново. Прво се припрема патлиџанот. Го сецкаме на коцкици, по ваш избор е тоа дали сакате да се покрупни или поситни. Ги ставаме во голема здела. Потоа ја сецкаме пиперката, исто така по ваш избор дали сакате да е љута или блага. Потоа се додава краставицата, јас веќе имам тука припремено краставица. И за крај се става сирењето, по ваш избор дали сакате да биде козјо, овче, моментално имаме козјо сирење. И исто така за декорација ние додаваме маслинки. И за крај на салатата се додава малце маслинова. И кромедот. И ова ви е класичната грчка салата, што е задолжителна на секоја трпеза во нашата кафана. За оваа салата не ви се потребни ни многу време, ни многу состојки, само потребно ви да имате свеж домат, свежа краставица и пиперка и сирење по ваш избор. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Во центарот на градот, студио Катен Кат. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро.
природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Добар ден! Денеска за диетално максимално подготвивме нови интересни третмани, што можам да кажам дека се нашето најголемо задоволство. Станува збор за апликација на Гуна колаген. Гуна колагенот е медицински колаген кој што е регистриран во Агенција за лекови, значи не станува збор за суплемент. Во палетата на Гуна колагени се вбројуваат 13 вида колагени, кои што се наменети и за естетика и за терапија. Значи, естетски цели се третираат со Гуна колагенот во смисол на третман на различни регии од телото. Може да се третира лице, врат, деколте, да се третираат разни делови од телото каде што има депозити на масти, како што е стомак, колкови, надколеници, свадбарки и други делови на телото, секаде каде што има локални адипозитети. Гуна колагенот во однос на естетски апликации на лице, врат, деколте или било која регија од телото, наменет е за бори, значи за брчки, за тонус на кожата, против флеки, против лузни, проширени пори, за затегање на опуштена кожа, за елиминирање, редуцирање и елиминирање на масти, на подбрадок, на образи, на било кој дел од лицето, вратот, деколтето. Ова е биолошка терапија, односно делува во доменот на регенеративната медицина. Што значи тоа? Тоа значи дека ги регенерира подкожните слоеви и по површните и подлабоките подкожни слоеви, со тоа што прави чистење на ниво на клетка и дава регенерација, обновување на колагенот. Со што е толку важен колагенот? Колагенот представува арматура на телото. Тоа е структурен протеин што ги гради во висок процент мускулно-скелетните ткива. Например, во мускулите го има 75%. Во коски, зглобови, арскавица, лигаменти, значи овие ткива се состојат некаде околу 85% од колаген. Тетивите пак го содржат 97% колаген во својот состав. Во кожата има некаде околу 80% колаген. Значи, како што реков, е арматура на телото. Додека е застапен во овие количини, ние сме млади, здрави, убави. Мускулите убаво се истегнуваат, зглобовите убаво си ги прават движењата и ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, 3 процеси го трошат колагенот. Старење како природен процес, повреди и прекумерна употреба. Во прекумерна употреба се вбројува и лошото држење на телото. Има определени професии кои што навистина едни делови од телото повеќе ги трошат во однос на други делови и таму се јавува проблем. Денеска ќе покажат девојките практично како се подготвува колагенот пред да почне да се аплицира. Овој колаген е битно како информација да ја дадеме дека може да се аплицира со инектирање, меѓутоа може да се аплицира и со специјален апарат. Апаратот се вика гунафорезис. Тој работи на принцип на електромагнетни бранови со екстремно ниска фреквенција до 100 Hz. И важен е овој апарат затоа што доведува до проширување на порите на кожата и овозможува внесување на колагенот под кожа. Значи, таму е распореден нашиот колаген. Кога ќе се внесе овој колаген под кожа со помош на овој апарат и магнет, тој почнува да работи. Во почеток дава благи подобрувања како резултат на дејството на туѓиот колаген што го ставаме. Но овој колаген има двојно дејство, тој потоа делува на нашите клетки, механички ги допира, им дава дразба механичка која што интраклеточно се претвора во еден биолошки одговор, синтеза на низа фактори на раст, кои што даваат после 3 недели зрел наш собствен колаген.
Сега одиме на подготовка на колагенот. Инаку за колагенот може да се зборува многу долго, но во интерес на емисијата ние ќе ги представиме само најважните работи. Еве колагенот како изгледа, тоа е една ампула од 2 мл, меѓутоа ова ампула содржи 200 милиони молекули колаген. Во облик на тропоколаген, тоа е најмала функционална единица на колагенот. Зависно за каква намена ни е колагенот, се меша, значи, соодветно со гел терапи, ако се прави, значи, тераписки третман, и со гел бјути, ако се прави естетика. Значи, еве Сашка ќе ги подготви колагените и на Марија и на Јана ќе им аплицираме денеска колаген на лице. Ќе видите како се опфаќа, значи, целата регија на лицето, вратот и деколтето. Само сакам да потенцирам дека колагенот не е филер. Значи, тој делува биолошки како наш сопствен. Овој колаген е од свинско потекло. Свињата и човекот имаат најмала имунолошка разлика и затоа овој колаген не дава алергиски реакции, туку телото го прифаќа како наш сопствен. Реакциите постепено доаѓаат, значи, како резултат на поттикнување на нашето тело на синтеза на наш сопствен колаген. Третманите обично се прават во поголем број, зависно, значи, од состојбата на кожата, првичната состојба и возраст. Затоа што веќе после 22 години се намалува содржината на колагенот во телото 2% годишно, значи старееме. Кај помлади се препорачува барем еднаш месечно ваква ампула да се аплицира на лице со цел да се одложи почетокот на стареењето. Веќе кај повозрастни, можете да почнете. Веќе кај повозрастни се зголемува, значи, фреквенцијата на апликација, се прават 10 поврзани третмани, а после 45-50 години, значи сега ставаме по една ампула, понатаму со возраста се зголемува бројот на ампули. Велете. Да, да. Значи, колагенот е наменет баш и за редуцирање и буквално исчезнување на лузни, значи поголемите стануваат помалку видливи, помалите исчезнуваат. Со редовна употреба, значи се помалку стануваат видливи, намалени. Лузни, флеки, проширени пори, проблематична кожа со акни, со црвенило, сето тоа, значи, колагенот го смирува. Како што кажав, освен за лице, врат, деколте, топи масти на стомакот, на абдоменот, наменет е исто така за целулит на било која регија, секаде може да има и на стомак, и на задник, и на нозе, на подколеници, на раце, на длактици особено. Значи се затегаат над лактиците, регијата на слепи миш, односно од плешките на дворешните страни, секако колковите, се, значи, по желба, односно тоа што смета кај пациентот, го третираме со колаген, зависно од неговата желба. Секогаш даваме сугестии што е најдобро, меѓутоа одлуките ги носи пациентот. Се разбира, ако се во интерес на пациентот, прифаќаме. Нема алергиски реакции, нема интеракција со лекови, што е многу важно и секако може да се комбинира со, ако се дава за тераписки цели, со физикална терапија, со фармаколошка терапија и така натаму. Значи, на овој начин, кога аплицираме со апаратот, се препорачува да се направат 10 поврзани третмани, кои што може да се направат во најкратко 10 работни дена. Најдолго во рок од 6 недели. Со инектирање оди поспоро 6 до 8 недели, затоа што една ампула се внесува со инектирање 7 до 10 пати, значи на различни места се боцка, по 0,2 до 0,3 мл на едно вбризгување. Тогаш, кога се боцка, заради самата начинот на апликација, самата апликација оневозможува секој ден, инаку не дека станува збор за предозирање, туку само заради техниката на апликација. И затоа одзема подолго време. Ефикасноста е, многу е битно да пациентот знае дека ефикасноста е идентична, дали се аплицира со инектирање или со апликација со гунафорезата. Еве како што гледате, значи почнуваме со апликација на челото, гелната маса, колагенот со гелот, се нанесува со четкичка и се поминува со магнетот. Еве тука веќе отидовме, значи, на подолните регии.
Образите се третираат буквално целото лице. Доколку значи пациентот сака некоја регија повеќе да ја обработуваме, ние се фокусираме на таа регија. Обично значи назолабијалните бразди, делот околу устата, баркод линиите, тоа се оние пушачки бори околу устната што се појавуваат, така се викаат, као баркод бори, или па назолабијалните и борите на челото. Би сакала да истакнам една интересна работа за овој апарат, за апликација на гуна колагенот, имено употребата на оваа стапчеста сонда. Таа овозможува единствен пристап за апликација на очи, за апликација на колаген на регијата на капаците, на очните капаци. Тоа е единствен пристап во светот, безиглен пристап. Значи станува збор за редуцирање на подочници, темни кругови околу очите, бори, затегање нападнати капаци. Значи сите проблематики што се јавуваат околу очите, значи особено на долните капаци, оваа сонда дава решение за сите овие проблеми. Би дополнила можеби исто така да кажам само дека овој колаген е производ на компанијата Гуна од Милано. Тоа е една голема светска компанија во глобални светски рамки, имено меѓу првите 5 во светот по доменот на своите производи. Има преку 100 различни видови на производи. Денеска зборуваме за Гуна колагенот, кој што е природен, без конзерванси, без никакви несакани дејства. Кожата станува после апликацијата хидрирана, тонирана, има еден убав сјај, порите стануваат редуцирани, подлабоките, поголемите, поизразените, помалите се елиминирани. Едноставно задоволството кај пациентот е на високо ниво, затоа што е безболно и ефикасно и безбедно. Значи протокол има за апликација на Гуна колагенот. Обично се проценува почетната состојба, во каква кондиција е кожата кога ќе дојдете прв пат кај нас. Обично тогаш веќе се почнати знаците на старење, кај некој повеќе, кај некој помалку, и од 45 години натаму се препорачува да се направат 10 третмани секој ден, како најбрза временска рамка, секој работен ден 10 дена и најмногу во рок од 5-6 недели во тој временски размак, но да нема од една до друга терапија повеќе од 7 дена. Тоа е како протокол, значи во тој временски период, односно таа возраст. За разлика па после 50 години и нагоре се препорачува значи бројот на ампули да се зголеми. Да се става барем една на лице, една на врат деколте. Има потреба некогаш една ампула само околу од носот, устата, брадата, долната половина од лицето. Зависно значи од желбата на нашите пациенти. Така и ние се однесуваме. Секогаш почитуваме желба, меѓутоа даваме и своји сугестии што е најдобро за нив.